Наш гостин вечерва е новоизбраниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер, добре дојдовте. Добре ве најдов. Од првата седница на новата влада, директно во студиото на 360 степен, имавте шанса прв пат да седите во салата за седници на владата. Како го доживувате интериерот, внатрешноста на новото здание? Сте имале шанса таму да влегувате и во старата зграда? Па, одвај се препознава внатрешноста. Прилично е темно. Има помалку прозори, се сеќаваме сите на стариот изглед, кој што во свое време бил, нели, пред времето. Ние сега, децении подоцна, се вративме назад во времето со овие решенија. Јас не се разбирам од се и архитектурата не е, нели, моја професија, така што би оставил тоа експерти да коментираат. Меѓутоа, во смисла на политичка и демократска символика, знаеме што се прави во темница. Мислам дека ќе предпочитав зградата да беше многу светла, да не изгледаше раскошно, бидејќи Морам да ви кажам, колумнистот Сашо Кокаланов вели престанете кичот да го нарекувате раскош. Бидејќи вие рековте се ги изгледа раскошно. Јас би се согласил, бидејќи во крајна линија, нели, сите ние таму сме во улога на слуги на нацијата. Така што нашата задача е да го направиме пораскошен животот на граѓаните, а не да седиме во убави фотели и да гледаме околу, нели, бели зидови, злата, црвени килими и така натаму. Не, мислам дека Македонија во овој век, 2017, многу повеќе ќе личеше нешто многу отворено, можеби еколошко, многу позелено, со ширум отворени прозори. И тој луксус ништо не значи. Што можеме да донесеме како резултат значи. Јас ја разбирам таа логика дека символите се важни за достоинството и така натаму. Но какви символи? Но какви символи? Кон што тоа упатува? Добро. Доволно за почеток. Ќе разговараме, се разбира, вечера пред се за надворешно-политичките приоритети на државата и на новата влада, но малку подоцна во емисијата. Благодарам што сте со нас, ќе останете во ова студија, ние ќе продолжиме со другите најавени содржини. Има ли врска меѓу нивото на меѓународна поддршка за Македонија во процесот зимето и стагнацијата, па дури и назадувањето во одредени сегменти кои се витални за секоја демократија? Апсолутно има и тоа функционира во двете насоки. Што ние треба да направиме за да ја отежнеме блокадата на Атина, односно на тие политички сили таму кои што се за таа блокада? Ако имаме проблеми на прашање на слобода на медиуми, на прашање на владење на правото, на селективност на правда, на одвоеност на држава и политика, блокадата ќе биде поедноставна и нема да има притисок од другите земји членки за нешто да се направи. Зборувате за одвојување на партијата од државата, нешто што е проблем нотиран во извештаите на меѓународните организации уште од 2011-та. Зошто токму сега ваква ваша иницијатива? Јас за мене немам никаква организација, ја говорам како човек што си ја сака земјата и сака да почне еден процес на будење, ако сакате и револуција на совеста кај сите. И ако јас можам да чувствам одговорност што излегов и си ја напуштив професијата, после 18 години и не си живеам во татковината, се надевам дека сите можеме да чувствуваме одговорност. Бидејќи ова нема да го реши еден човек или тројца или пет. Од едната страна е да обидеме да ќариме нешто во овој момент. Јас немам никакви претензии за златен престол. Дури мислам дека ние сите мора да обезбедиме веќе во Македонија да нема златни или престоли офарбани златно. Нека има столчиња, меѓутоа мора институциите да ги зацврстиме. Ова се дел од првите јавни настапи на Никола Димитров по напуштањето на дипломатската служба во МНР, првиот од ноември 2014-та, вториот од март 2015-та.
по првата серија така наречени бомби објавени од опозицијата, слушнавте во една од нив Никола Димитров вели: јас немам никакви претензии за златен престол, дури мислам дека сите мора да обезбедиме веќе да нема во Македонија златни престоли или престоли офарбени во злато. Нека има сточења, но мора институциите да ги зацврснеме. Не знам дали е најсоодветен контекст, но еве ајде овој дел да го почнеме со овие критики кои што деновиве ви ги упатуваат, истигнуваат на ваша адреса, дека сте човек за сите гарнитури на власт, при тоа споменувајќи дека сте биле заменик министер во владата на Љупчо Ѓоргиевски, па советник и амбасадор во времето на Борис Трајковски, кој што кохабитираше со владата на СДСМ и ДУИ, на Црвенковски Бучковски, а потоа и амбасадор во времето на Никола Груевски. Во меѓувреме преговарач за името под, условно кажано, две влади, специјален представник во Брисел за Европската Унија и за НАТО. Има, ова повеќе кажува за пристапот или призмата на критикувачите, отколку за мојата работа. Сите позиции имаат еден содржател, а тоа е државниот интерес или Република Македонија. Кај нас има една тенденција на кланско гледање, или јас, ако сакав да бидам погруп, ќе кажев тоа е логиката на лета магарето, лета магарето. Значи, ако следите човек или ако следите интерес личен или на групата, тогаш ова многу тешко може да се разбере. Меѓутоа, ако го следите државниот интерес, честно, пред својата совест, бидејќи таа е највисокиот судија и моментот на гледање во гледало, кога се разбуди човек, тогаш треба да се гледа што сум работел, што сум постигнал и дали сум излегал, не сум излегал, кога сум почувствувал одговорност. Јас, како многу млад заменик, имав голема борба околу Тајван. Мислам дека работев да се вратиме на Кина. Тврдев дека јавно, со неколку интервјуа во тогашен Фокус и така натаму, дека тоа ќе има тешки и негативни последици врз позицијата на Република Македонија, да си имаме караница со една таква земја членка на Советот за безбедност, што, впрочем, се покажа. Кина го блокираше Умпредеп на границата со Косово и така натаму. Тезата е дека сте застапувале принципи, дека во моментот кога сте почувствувале одговорност и несогласување со тоа што го прави политичката структура на власт, дека сте се повлекле. Второто исто така. Нели, кога се виде дека Македонија оди во лоша насока, кога се виде дека да се следи Македонија и да се следи владата на Груевски се две различни работи, или треба да се влијае тоа да се поправи, или ако нема влијание, човек треба принципијално да се тргне. Критиките за ова последна фаза сте дека влеговте во сето ова со намера за реформа внатре во ВМРО, а дека сега завршувате како министер на предлог на СДСМ. ВМРО беше првата линија на одбраната. И многу ќе беше здраво за таа партија да се справи сама во услови кога сите видовме огромни злоупотреби, прво чувме, а дели и гледавме. Бидејќи ВМРО не се справи со таа злоупотреба и ден денес се мачи, линијата на одбрана падна на граѓаните на избори. И тоа беше обидот прво таму да се упати порака, кога таа порака не најде на слух, се разбира, јас во целиот мој ангажмент се активирав да си одбраниме земјата. И оваа влада за мене не е ова ја нарекуваме реформска, јас понекогаш ја нарекувам европска, меѓутоа во основа ова е влада што мора да ја спаси државата. Бидејќи државата на 27 април беше сосем на работи. Имате некакви идеолошки проблеми со некои постулати, главни идеолошки на оваа влада? Речеме во делот на економијата првично може да се препознават некакви левичарски решенија. Ви имате некаков проблем околу тоа, иако нема да работите во тој дел конкретно? Јас би сакал, немам никаков проблем и мислам дека ние немаме луксус, се надевам дека кога ќе ги дигнеме институциите и кога ќе отвориме Македонија како вистинска демократија, еден ден, се надевам на следните парламентарни избори, ќе има мегдан на надпревар на идеи од овој тип.
Сега мислам дека имаме политичка сила што треба да ја зачува и да ја гради државата и политичка сила која што не калкулира многу со државниот интерес и спремна е да ја жртвува и тоа го видовме за жал многу пластично на 27 април. Изминатиот викенд бевте во прва посета како шеф на македонската дипломатија, заедно со председателот Иванов бевте дел од самитот кој што е дел од процесот Брдо Бриони. Имавте шанса таму да се сретнете со неколкумина ваши колеги од регионов. Ве видовме на фотографија и со германскиот председател Штајнмајер. Рековте, сакате првично да ја пренесувате пораката дека Македонија има ново лице. Како поминува таа порака? Па таа порака е очигледна. Има неверојатна позитивна еуфорија, дури би рекол, без да претерам, и голем ентузијазам околу новата Македонија. Ова траеше многу долго, ги загриживме големите центри, што ќе се случува. Ние имавме практично мака мирен трансфер на власта да обезбедиме. Тоа се влечеше и месеци и дојдовме во ситуација на кошмарниот 27, кога видовме што значи тоа што комисијата го нарекува заробена држава. Кога полицијата не застанува на страната на уставот и на државата, туку дозволува, па дури според некои наводи учествува во напад врз храмот на демократијата во земјата. Ние со оваа приказна сме многу интересни дури и глобално, без разлика колку сме големи или не сме големи, бидејќи демократијата, особено либералната демократија, има определени предизвици насекаде и пошироко од Балканот, па дури и пошироко од Европа. Ние на некој начин бевме малку пред време во овој тренд и успеавме да си ја вратиме демократијата, не чека голема планина пред нас, меѓутоа на добар пат сме. Второ, успеавме на Балканот да се обединиме, да ги преминеме етничките граници и да се обединиме на вредност, што јас ја нарекувам жет за правда. Тоа ретко се случува на Балканот, каде политичарите главно користат жртвувањето, славната историја, национализмот и така натаму. И на тие сентименти на страв ја градат својата политичка база. Ние успеавме дури и да ја вратиме надежта кај граѓаните дека политичарите можат нешто и да направат. И затоа одговорноста сега е огромна. Ја спомнав таа фотографија со германскиот председател Штајнмајер, тој во својство на шеф на дипломатијата, позиција на која што беше пред да стане шеф на германската држава, даваше неколку пати многу јасни, многу директни изјави за демократската стагнација па и регрес во Македонија. Имавте шанса за нешто посуштински да разговарате со Штајнмајер или сепак тоа беше куртоазна средба? Не беше прво беше многу краток разговор, на нога беше, меѓутоа беше многу суштински. Меѓу другите поенти овие што сега ги кажав, ги пренесов и на некој начин, согледувајќи ги состојбите лично во регионот, во другите држави и така, ние сме дури и надеж за регионот. Бидејќи, гледајќи каде може да се падне ако само декларативно се залагате за членство во ЕУ, во НАТО и реформи, ние сега за самите нас не треба независно судство, нас не треба независен јавен обвинител, нас не требаат силни институции, силна антикорупцијска комисија и затоа што тоа нам ни треба, ние сега сме шанса дури и за процесот на проширување да покажат дека тој процес може да трансформира општества и држави. И мислам дека ќе бидеме, ако продолжиме по овој курс, а убеден сум дека ќе продолжиме, ние ќе бидеме една светла точка што се надевам малку и регионот ќе го зарази со Димитров, вистина е дека имало искричења на релација Вучич-Иванов од една страна, Нишани Тачи од друга страна? Вие бевте на таа пленарна сесија на шефовите на делегации? Јас бев, немав право на збор, тоа беше округла маса на шефовите на државите. Правилата се дека не може да се цитира и да се даваат јавни искази надвор, така што не би одел таму. Имаше дел од изјавите кои што одеа во оваа насока. Можам да кажам дека одговорот на германскиот председател Штајнмајер беше треба многу брзо да го посетите Берлин
И ова е шанса, ние треба вас да ве поддржиме. Јас ќе му се јавам на мојот наследник Зигмар, министар за надворешни сега и така натаму. Тоа беше една корисност, да речеме, тој краток разговор. Меѓутоа, поддршка добивме и од домаќините, Словенија и Хрватска. Франција имаше еден специјален представник за регионот, кој што исто така многу се заинтересира да разбере зошто тврдам дека е ова ново лице на Македонија. Така што имаше околу нас, како да кажам, една позитивна вибрација. Го знаете ли веќе возниот ред за следните патувања во странство? Рековте дека сакате првата билатерална посета да биде на Атина. Дали имате конкретни активности во таа насока веќе? Да, поканите се, ние се чувме со колегата Коцијас, имавме еден краток, но интересен разговор, има отворена покана, има неколку датуми, очекувам овие денови да се прецизираат точно термините. Најверојатно ќе следи пред таа, бидејќи ова беше регионална посета, ова сега, најверојатно ќе следи една посета на Брисел, за да на некој начин се презентираме каква е оваа Македонија на која што сега ќе работиме. И после тоа сакам да одам во Атина, бидејќи таму имаме најголем проблем во однос на блокадата за нашето придвижување и кон ЕУ и кон НАТО. Колку е можно навистина брзо придвижување во интеграциите и во Европската унија и во НАТО? Факт е дека се подгрева една таква атмосфера и при тоа мислам на ситуација во која што тоа придвижување би се случило под привременото име, поранешна Југословенска република Македонија. Се разбира, тоа не би подразбирало паркирање на прашањето на името на заборавен паркинг, туку некаков поттик на новите власти во Македонија, може би со брзо членство во НАТО под привременото име, шанса за почеток на преговори во ЕУ и евентуално решавање на прашањето за името во рана фаза на пристапните преговори со ЕУ по формулата на Штефан Филе. Многу тези нафрлив, па пробајте сега, снајдете се во ова. Па мислам дека главната поента е ова што нас не се случи, ова агонија, што траеше многу долго, веројатно предолго, е на некој начин предусловено со заклучените врати што ги имавме. Тоа во никој случај нас не оправдува што сосем се изгубивме. Го изгубивме и моралниот и реалниот компас, каде одиме и што сакаме со нашата Македонија. Меѓутоа, факт е дека тој контекст создаде услови за таква работа. Прашање е каква Македонија ќе имавме денес, да успеевме, да речеме, да добиеме покана за членство во НАТО на самитот во Букурешт 2008 година. Тоа мислам дека силно го разбра и овие организации, и Европската унија и НАТО алијансата. Исто така има за нас една домашна лекција дека чукањето на тие врати не се прави преку чукање во гради на плаштадот во Скопје или било каде во Македонија, туку се прави со сериозна посветеност на реформите и со создавање пријателства кај другите кои што гледаат, меѓутоа и со убедување на Грција дека и за самата Грција е веројатно, и јас сум убеден дека е тоа така, сигурно има многу политички сили во Грција кои што сакаат да имаат една стабилна, нормална, демократска држава. И точно како ќе биде, прво не е благодарно сосем да најавувам, второ не ни можам да најавувам пред да одам, ќе видиме каква ќе биде таа средба и така натаму. Мислам дека е време и таму да има еден процес на сериозна анализа во однос на нивното позиционирање кон Република Македонија. И јас ќе се обидам тој процес да го поттикнам. Јас немам некои комплекси, во мојата семена историја е испреплетена на некој начин и историјата на Балканот, пред се во однос на Грција и Република Македонија, и немам некои стереотипи. Убеден сум дека грчкото наследство на некој начин е важно за филозофијата, за правото, за целата западна цивилизација и тоа сакам јавно да го порачам таму. Меѓутоа исто така сум убеден дека ќе најдам на разбирање за нашата нација и за интересите на нашата нација и ако со таков отворен пристапиме на овие, им придеме на овие проблеми,
Тоа се надевам дека ќе даде резултат. Овие очекувања во нашата јавност, јас би бил внимателен. Не е тоа, има факт е дека нас вратите се отвараат во смисла на нови шанси. Меѓутоа, исто така, крајот на тој процес не е сосем извесен. Ќе ни треба многу работа, ќе ни требаат многу пријатели и ќе ни треба и работа дома. Зашто посериозна таа шанса ја направиме на крајот? Рекол Димитров, покрај Грција, важно и прашањето со Бугарија и таа се испостави за фактор кој што го има својот збор, бидејќи е членка и на Европската унија и на НАТО. Барањето на Бугарија е потпишување на договор за добрососедство и пријателство. Таму се одржаа серија средби на работните групи, веројатно има и некаков напредок околу таа спогодба која што очекуваат бугарите да ја потпишеме со нив, што реално може да се очекува на тој план? И дали евентуалното затворање на тоа прашање со Бугарија ќе ги олесни и односите со Грција? Софија најверојатно ќе биде втората моја билатерална посета, бидејќи таму исто има работа и таму имаме предизвик. Мислам дека иако е неблагодарно да се категоризираат, мислам дека овде многу ќе помогне ако успееме да воспоставиме блиски односи и доверба. И едни со други да се убедиме дека односот на взаемна почит многу далеко ќе не однесе. Јас негде пред 2 години во изјава за бугарски медиум изјавив, без да имам оваа капа, не знам дали би ја изјавил таа изјава сега, дека практично е антиисториски Бугарија да биде на некој начин втора Грција во случајот на Република Македонија. Иако јас се обидувам и сум убеден дека ќе можеме тоа да го направиме, можеби не веднаш, меѓутоа така ќе заврши дека и Грција ќе биде вистина пријател на Република Македонија. Има еден текст, има неколку верзии, има неколку формулации кои што допрва треба да се погледнат, меѓутоа сето тоа почнува со една заедничка волја да ги мрднеме работите. Бугарија ќе биде председавач со Европскиот совет од 1 јануари идната година. Дали во тој контекст, во тие 6 месеца може евентуално да се бара и таргетот за евентуален датум за почеток на преговорите со Европската унија? Јас не би исклучил, мислам дека е неблагодарно да зборуваме за рокови, ние премногу чекаме, тоа е факт, нас не треба сега поттик. Јас сум убеден дека Европа гледа во ова шанса, конечно Македонија сака нешто да прави и е спремна да работи дома, спремна е да подава рака, тоа ќе се препознае. Дали ќе успееме тоа да извлечеме нешто конкретно, јас ќе дадам се од себе тоа да го направам. И исто мислам дека затварањето на прашањето со Бугарија ќе ни помогне многу. Ние не можеме да работиме на големата цел ако имаме една серија на отворени, незатворени прашања, нели? И повеќе фронтови на некој начин, условно, иако не се баш фронтови. Ќе си ги изградиме мостовите, ќе работиме на добри односи со Србија. Јас кажав, овој регион или ќе паѓа заедно, или ќе оди напред заедно. Нас не ни одговара ниту една држава да има проблеми и убеден сум дека на ниту една држава во регионот не ја одговара Македонија да си има собствени проблеми или да оди назад. Ја споменавте Србија, таа деновиве се спомнува повеќе во контекст на руското влијание или барем обиди за влијание во регионов. Се појавија серија истражувања текстови што во домашни, што во меѓународни медиуми со една теза дека Русија можеби цела деценија се обидувала да ја оттргне Македонија од Западот. Како гледате вие на односите што новата влада треба да ги има со Русија? Мислам дека нема дилеми и околу тоа, за разлика од многу прашања, ние имаме многу мал број на прашања за кои што има во огромен дел на сите политички фактори речиси консензус. Тоа е членството во Европската унија и тоа е членството во НАТО алијансата. Тоа е присутно во речиси во сите програми на сите парламентарни партии, па и повеќето од тие што не успеа да влезат во собранието на Република Македонија. И во таа смисла
тргнувајќи од суверенитетот, од самостојноста, тоа е наше легитимно право и ние тој пат го одбравме многу рано, по самата независност, по референдумот на 8 септември. Тоа не го одбравме затоа што се мислиме во имиња или дали ќе тргнеме кој исток или кој запад, тоа го одбравме затоа што веруваме дека посреќно и по-просперитетно ќе живеат граѓаните ако живееме во општество каде што владае правото и каде што има демократија. Такви општества се тие сојузи. И обично, таму каде што владае правото, има и поразвиена економија. Бидејќи бизнисот сака средени односи, сака правда и така натаму. Тоа не значи дека ние треба да бидеме непријател со било кого. Секогаш ќе бидеме отворени, ќе бидеме практични и прагматични и ќе наоѓаме начини како да ги подобруваме односите со сите други сили. Се разбира, вклучувајќи ги руските пријатели. Меѓутоа не е многу пријатно кога во една многу тешка криза, кога ние се разбудивме како граѓанство, слушајќи очигледната злоупотреба преку така наречените бомби или снимените разговори, кога Москва, за жал, сосем отворено се стави на страна на режимот. За мене, како граѓани на Република Македонија, тоа беше навреда, бидејќи не ни треба нас некој друг да не... Што кажува тоа за нас како народ, ако ние самите не застаневме на нозе, со исправена глава и да кажеме ова не може, вака не може, зар треба некој од страна да дојде да не организира. И во таа смисла, со таа забелешка, јас со целосно расширени раце ќе работам на подобрување на односите со Руската Федерација. И само уште едно прашање имам во ова ваше прво интервју, во ова емисија по именувањето за министар. Дали посетата и присуството на самитот во рамките на процесот Брдо Бриони е ветувачки во однос на кохабитацијата со председателот Иванов? Имате споделени надлежности владата и шефот на државата во делот на надворешната политика. Сакале, не сакале, ќе треба да соработувате. Ние имавме интересно патување, имавме и доста заеднички средби. Заедно патувавте? Заедно патувавме во ист комерцијален лет, така се погоди. Ама имавме и јас имав посебна програма со министрите за надворешни работи. Председателот Иванов имаше посебно со шефовите на... шефот на државата не го користи државниот авион, знаете? Па не знам што беше баш. Може би бевме, не знам точно што беше причината. Меѓутоа, поважното, од една страна политиката е секогаш уметност на можното. И се додека го држиме правецот во исправна насока, секогаш е можна и кохабитација, и компромиси, и така натаму. Мислам дека Македонија во една исклучително важна, дури би рекол и историска ситуација, ние светот не е сосем јасен во смисла на рамките и постулатите што со децении сме ги сметале за дадени. Самиот регион шините се разлабавени, шините за иднината на нашиот регион. Ние сме многу ослабени, институциите ни се ранети. Кој лежи, кој почнува полека да се исправува, меѓутоа ние сме малку како мало дете оставено на силен ветар во една ситуација каде не сите ни се пријатели. Или барем има сили што сакаат да ни издуваат наваму или натаму. Одговорноста е огромна и има силен интерес во контекст на кохабитацијата да се најде заеднички јазик кој што во основа ќе се базира на државниот интерес. И јас ќе давам се од себе тој однос да оди во тој правец. Ќе биде многу лошо ако тука нема соработка. Ако некогаш на Македонија и требале добри амбасадори, може би исто и почетоците на меѓународното признавање, сега ни требаат многу добри амбасадори, кои што ќе работат, како што сега Министерството за надворешни работи ќе работи за Република Македонија, и амбасадите сите мора да работат за Република Македонија. Добро, благодарам што вечер бевте дел од 360 благодарам на поканата. Степени очекувањата од новата влада се големи, ќе имаме шанса во следните месеци
па и години. Ајде да видиме дали нешто од ова за што вечер разборуваме навистина ќе се реализира. Благодарам уште еднаш.